Санитарна инспекција привремено ја затвори кујната во рек Битола, откако кај дел од работниците беа регистрирани здравствени проблеми по конзумирање на храна. Од комбинатот информираат дека од вчера вечер и денеска на вработените им се обезбедува сув ладен оброк. Според информациите, здравствените тегоби, главно со стомачни симптоми, се појавиле кај работници кои јаделе лазања со сос, пошто надлежните институции веднаш реагирали и започнале контроли. Во текот на вчерашниот ден до 15 часот во клиничката болница Битола биле регистрирани 81 преглед на инфективното одделение, додека во текот на ноќта и предпладнето медицинска помош побарале уште 30 лица. Според првичните информации, кај поголемиот дел од пациентите станува збор за полесна клиничка слика. Со кујната во комбинатот управува хотел Молика, откаде информираат дека станува збор за изолиран случај. Оттаму посочуваат дека секојдневно се подготвуваат околу 1600 оброци за работниците во рек Битола, а здравствени проблеми се појавиле само кај дел од нив. Надлежните најавуваат дека резултатите од извршената санитарна контрола и анализите ќе бидат познати во рок од 72 часа, пошто ќе се утврдат и причините за настанатата состојба. До тогаш кујната останува затворена, а институциите апелираат на внимателност и почитување на сите здравствени протоколи со цел спречување на слични случаи во иднина. Председателот на Собранието Африм Гаши оцени дека отворањето на Уставот представува сензитивен процес кој не треба да се прави избрзано, туку врз основа на широк политички консензус. Тој нагласи дека клучната одлука за евентуални уставни измени е во рацете на политичките партии, потсетувајќи дека за вакви прашања е потребно двотретинско мнозинство во Собранието. Отворањето на Уставот е чувствителна работа, бара договор меѓу политичките партии. Не би навлегувал во коментари, туку би оставил тие да одлучат кога и за кој прашање е потребно тоа да се направи, изјави Гаши. Според него, секое отворање на Уставот носи ризик од отворање на повеќе прашања, бидејќи различни политички субјекти ќе настојуваат да ги реализираат своите цели, што може да доведе до дополнителни компликации наместо до решенија. Во однос на дебатите за воведување на Бадентеровиот принцип во работата на Уставниот суд, Гаши смета дека темата не треба да биде табу и дека за неа треба да се дискутира и од политички и од професионален аспект. Председателот на Собранието посочи дека улогата на Уставниот суд е јасно дефинирана, да ја штити уставноста и законитоста, па затоа, како што рече, не треба да постојат предрасуди кон теми кои можат да придонесат за поквалитетно одлучување. Темата за уставните измени повторно се актуализираше во јавноста, откако председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски и премиерот Христијан Мицкоски изјавија дека во моментов не постојат политички услови за отворање на Уставот. Костадиновски нагласи дека за воведување на уставна тужба и носење закон за Уставниот суд се неопходни уставни измени и двотретинско мнозинство, додека Мицкоски истакна дека станува збор за политичко прашање за кое во моментот нема соодветна поддршка. Во однос на идејата за примена на Бадентеровото мнозинство во Уставниот суд, Костадиновски изрази став дека таквото решение не е соодветно за институција која треба да одлучува исклучиво врз основа на уставно-правни аргументи. Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на пратенички прашања во Собранието за состојбите и плановите во енергетскиот сектор, денес ја оцени состојбата за стабилна, за разлика од преземањето на власта од претходната влада. Тој посочи дека во август и септември 2024 година акумулациите биле само 7 до 8%. Јагленот на депонија во рек Битола бил само доволен за еден блок да работи 5 до 6 дена, а рударските машини и производните блокови биле неремонтирани, додека Осломеј бил запуштен. Една катастрофална состојба, оцени Мицкоски. Нагласи дека денес, година и половина подоцна, состојбата е стабилизирана. Според него, на двете депонии во Битола и Кичево има околу 150 до 160.000 тони јаглен. Акумулациите се околу 40%, обезбедени се количини на газ потребни за затоплување на Скопје до април, а АДСМ извезува електрична енергија во ноќните часови во вредност од 100 до 150.000 евра дневно, во услови на најголема енергетска криза од 70-тите години на минатиот век.
Мицкоски вели дека Македонија денес не само што е стабилна, туку ја извезува стабилноста во регионот, снабдувајќи дури и неколку аеродроми со керозин. Премиерот ги искоментира и предлозите од опозицијата за надминување на енергетската криза, оценувајќи ги како популистички и истакнувајќи дека тие не биле применети во минатото, кога опозицијата ја имала можноста за тоа. Во однос на идните планови, Мицкоски најави регионален настап пред светските инвеститори. Посочи дека е важно државите од регионот да се организираат заедно, бидејќи преносните мрежи, далеководите и гасните цевководи се интегрирани во европскиот систем, а регионален настап овозможува поголема препознатливост пред инвеститорите. Премиерот нагласи дека успешната реализација на еден регионален проект ќе овозможи развој на енергетската инфраструктура, логистика и градежна оператива. Во исто време ќе ја подобри и економската позиција на Македонија и на регионот. Соединетите американски држави потврдија дека испраќаат копнени сили на Блискиот исток откако Иран го отфрли предлогот за мировен план на американскиот претседател Доналд Трамп. Според соопштението на Пентагон, во регионот ќе бидат распоредени делови од елитната 82-ра воздушно-десантна дивизија, единици за логистика и поддршка, како и првата борбена бригада. Ова е потврдено како дел од засилувањето на војното присуство на САД во услови на растечка тензија. Иранските власти објавија дека добиле предлог од Соединетите американски држави за прекин на конфликтот, но го оцениле како неприфатлив. Ирански функционери изјави дека првичните впечатоци не се позитивни и дека одговорот на Техеран бил пренесен до Вашингтон преку посредникот Пакистан. Според пакистанските власти кои действуваат како посредници, предлогот на САД вклучувал ублажување на санкциите врз Иран, цивилна нуклеарна соработка, воведување нови ограничувања на нуклеарната програма на Иран и повторно отворање на Ормускиот теснец, клучен за транспортот на енергетските ресурси. Оваа одлука на Вашингтон доаѓа во период на високи тензии во регионот. Експертите предупредуваат на можни последици за стабилноста и безбедноста во Блискиот исток. Иран им соопшти на посредниците дека Либан мора да биде дел од секој договор за прекин на огнот со Соединетите американски држави и Израел. Пренесуваат регионални извори запознаени со ставот на Техеран, поврзувајќи го крајот на војната со прекинот на израелската офанзива против вооружената група Хезболах. Иранската телевизија Прес ТВ објави дека Техеран сака каков било договор со Соединетите американски држави за да се обезбеди крај на војната против Иран и други групи на отпорот во регионот. Висок ирански функционери изјави дека Техеран се уште го разгледува предлогот на САД и дека не го отфрла целосно. Иранските ставови ја ставаат либанската територија како приоритет со нагласување дека нема да прифатат израелски прекршувања на територијата на Либан. Последиците од конфликтот се сериозни. Според либанските власти од израелските напади од 2 март во Либан загинале повеќе од 1000 луѓе. Повеќе од 1 милион лица биле раселени. Во меѓувреме либанските власти го прогласија назначениот ирански амбасадор за персона нон грата, што предизвика остри реакции од Хезболах и водечки шиитски муслимански лидери во земјата. Според изјави на странски извори, Хезболах се надева дека прекинот на огнот поддржан од Иран ќе ја зајакне нивната политичка позиција во Либан. Овој развој дополнително го потенцира сложениот регионален контекст, каде конфликтот во Сирија, Либан и палестинските територии останува поврзан со влијанието на Иран и реакциите на Израел, со можни долгорочни последици врз стабилноста и безбедноста на Блискиот исток. Времето денеска променливо облачно кон крајот на денот со повремени врнежи од дожд. Ке дува умерен до засилен, а наместа повремено силен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 0 до 7, максималната ќе достигне од 14 до 21 степен. Во Скопје е променливо облачно време, со умерен до засилен јужен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 3, а максималната ќе достигне до 20 степени. В петок наместа врнежите ќе бидат пообилни, ќе има услови за појава на ретки грмежи. На некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег, а на планините ќе се формира нова снежна покривка.
За време на викендот ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец, поизразен дожд по Вардарието.